последните 30 дена ќе откриете дека љубовта најлесно ве пронаоѓа тогаш кога престанувате да ја бркате. Додека сте насочени кон своите идеи, планови и секојдневниот живот, некој може тивко да влезе во вашиот свет и да го промени начинот на кој гледате на љубовта. Во последниот период често сте чувствувале дека никој не ве разбира целосно. Знаете да бидете обкружени со луѓе, а сепак понекогаш да се чувствувате сами. Но во деновите што доаѓаат, ќе сватите дека вистинската блискост не се создава со многу зборови, туку со чувство дека некој ве прифаќа токму такви какви што сте. Ако сте слободни, можно е новата личност да се појави на сосема необично место или во ситуација што воопшто не сте ја планирале. Првиот разговор ќе биде лесен, природен и полн со насмевки. Наместо да размислувате каде ќе ве одведе тоа познанство, дозволете си едноставно да уживате во моментот. Ако сте во врска, следните недели ќе бидат идеални за повторно да внесете свежина во односот. Направете нешто што никогаш досега не сте го направиле заедно. Малата промена може повторно да ја разбуди блискоста и да ве потсети зошто сте се избрале еден со друг. Можно и некој што долго време бил само пријател да почне да гледа на вас со поинакви очи. Не брзајте да донесувате заклучоци. Понекогаш најцврстите љубовни врски започнуваат токму од едно искрено пријателство. И во овие 30 дена ќе научите дека не треба да бегате од чувствата само затоа што не можете веднаш да ги објасните. Срцето не функционира според правила. Понекогаш токму најнеочекуваните емоции се најискрените. И може да добиете порака што ќе ви го разубави денот или покана што ќе ви изненади. Не одбивајте се однапред. Кажете да на новите можности. Животот понекогаш отвара врати таму каде што најмалку гледаме. Кон крајот на овој период, ќе почувствувате дека повеќе не се плашите да покажете што чувствувате. Ќе сватите дека вистинската личност нема да ја исплаши вашата искреност. Напротив, токму таа ќе ја приближи до вас. И љубовта не доаѓа за да ви ја одземе слободата. Таа доаѓа за да ве пронајде и за да пронајдете некого со кого ќе ја споделите. Во следните 30 дена дозволете си да бидете природни, насмејани и отворени. Можно е токму тоа да биде причината поради која некој ќе се заљуби во вас. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видео, притиснете лайк, subscribe и секако, секое добро, до наредно слушање.